Тиквешкиот гроздобер е продолжение на богата традиција која на овие простори постои и се одржувала уште во времето на античка Македонија, кога во чест на богот на виното Дионис и виновата лоза биле одржувани Дионисовите денови. Овие свечености траеле неколку денови, а на нив присуствувало целото население и слободните граѓани, но и робовите. Овде во Тиквешијата грозје се одгледувало уште во античко време, зашто доказ се археолошките пронајдоци во Тиквешијата над гробните стели, мозаици и релјефи. Лозарството во средниот век се негувало главно во црквите и манастирските имоти, каде што се правило убаво вино. Но со доаѓањето на турците стагнира производството на вино, затоа што со коренот било забранета употребата на алкохолните пијалаци. Во ова ново време, во 1964 година, на иницијатива на тогашното општинско раководство во Кавадарци, се организира првиот тиквешки гроздобер. Празникот бил посветен на гроздјето и виното, со кој се означувала бербата или стартот на масовната берба на гроздје во овој крај, манифестација која тогаш имала стопански, културен и туристички карактер. Првиот одбор на оваа манифестација броел 60 членови. На една од ретките фотографии направени на тоа време, од првиот гроздобер, 64 година, се гледа директорот на агрокомбинатот Тиквеш, Диме Галапчев, во кругот на комбинатот кој го откинува првиот грозд, со што и официјално започнува гроздоберот. Сега тоа се историски снимки. До 1981 година ова манифестација имала перманентна тенденција на развој и популарност. Неизбежно е да се споменат познатите музички звезди кои имале концерти тоа време на плоштадот во Кавадарци, потоа земјоделската изложба која се одржувала во салата на ДТВ Партизан. А крајот на 60-тите години започнува одржувањето на мототрките, кои се бодувале за првенството на Југославија. Вино и грозде се продавало низ цел град, особено централниот дел на Кавадарци, каде вриело од народ. Задолжително содржина, без која гроздоберот не би бил тоа, е карневалот кој предизвикувал најголемо внимание. А на карневалот неизбежен е богот Бахус и кралицата кои го символизирале зрелото гроздје. Во ликот на богот на виното, радоста, веселбата и плодноста и безгрижниот живот Дионис или Бахус, најчесто ги гледавме актерите Блажо Николов, Данчо Бањански, Блажо Динјерот, Александар Великов и Александар Маликов. Јован Јосифовски Ромбо во 60-тите години особено беше еден од ликовните уметници кои беа најзаслужни за декорацијата и ликовното обликување на карневалска поставка. Потоа следуваше период кога настапија членовите на помладата генерација ликовни уметници кои исто така оставија белег на гроздоберот. Карактеристичен беше изборот на убавица на гроздоберот, така наречена Мис Турист. Тие 60-ти години од минатиот век, вистинскиот гроздобер, особено бербата на винските сорти на гроздје, започнуваше на средината на месец септември. Така беше се до 1981 година, кога нивото на одржување падна и следеше пауза од цели 15 години, кога овој празник на гроздјето и виното мируваше. Градоначалникот Манчо Мицаиков направи напор да ја организира оваа манифестација и тоа му успеа само на два пати, 96-та и 1997 година. За потоа истата повторно да замре. Новиот камбек на Тиквешкиот гроздобер кој трае до денеска го имаме со доаѓањето на градоначалничката функција на Панчо Минов 2000 година. Првите неколку години од возобновувањето гроздоберот блесна во полн сјај. Градот започнаа да го посетуваат илјадници гости од Македонија, но и надвор од неа, се врати стариот дух на празнувањето. Во 2001 година локалната самоуправа на Кавадарци направи сериозни подготовки за организирање на Тиквешкиот гроздобер. Секоја година потоа се избираа представници на гроздоберот, крал и кралица, нивни придружници, учесници во карневалската поворка беа ученици од кавадаречките училишта. Дефилето пак го збогатуваа гости, ансамбли, уметнички друштва од Македонија, од бившите југословенски простори, од соседните држави, од Романија, па дури од Бразил. Во вечерните часови се одржува голем број на концерти на познати групи изведувачи од Македонија и Балканот. За карневалското дефиле, тогашната општинска власт се подготвуваше цела година, а костумите и кореографијата со сценографијата беа на нивото на слични манифестации во Европа. Со цел да се направи нешто оригинално на градскиот плоштад, да подсетиме дека тогаш беше изградена и македонската куќа, каде што се одвиваа главните содржини. Карневалската поворка 2009 година пак беше збогатена со учеството на карневалска група од други градови на Македонија, избратимени градови на Кавадарци, и тоа Панаѓуриште, Углјевич, Перник, Бољевац и други градови. А во ова 2018 година Тиквешкиот гроздобер светна во полн сјај. Со спектакуларен огромет беше означен крајот на последната музичка содржина.
концертот на Цеца. Вечер со која се врати стариот сјај и задоволството на граѓаните за Тиквешкиот Гроздобер. Ова последна вечер на 9 септември, кога на площадот пееше Светлана Ражњатовиќ Цеца, спектаклот го гледа рекорден број на посетители. Гостите кои дојдоа во Кавадарци, а ги имаше од цела Македонија, пристигнаа со автобуси, со автомобили. Обезбедени беа и исполнети сите 4000 паркинг места на фирми и установи од градот. Организаторот, градоначалникот Митко Јанчев и администрацијата на локалната самоуправа се погрижија во време од 6 месеци да се подготват сите детали. 100 лица волонтери беа вклучени во регулирањето, но и паркирањето и сообраќајниот метеж на 9 локации со обезбеден автобуски бесплатен превоз на граѓаните од околните градови, кои има намера да дојдат и дојде во Кавадарци. На самиот концерт на Цеца, колоните на автобуси и автомобили кои доаѓаа кон Кавадарци изнесува неколку километри, нешто што ретко се случува, а заради безбедноста на сите, полицијата и администрацијата се координираа и покажаа умешност и решавање на состојбите, па за брзо време се беше во ред. Професионално сработена. Толку многу народ на едно место на градскиот площад, на улицата Маршал Тито и на соседните Илинденска и 7 септември немало досега. И постарите наши сограѓани ќе се сложат со овој факт. За разлика од порано, сега е сменета перцепцијата за забава, за опуштање и за прослава. И затоа имавме атмосфера која не можеше да се спореди со било која. Некогаш, кога во Кавадарци одеднаш главно на карнавалот во недела, имало максимално 30.000 гости. Тиквешкиот Гроздобер имаше свој флуид и шмек, кој беше поедноставен за тогашните прилики, соодветен и поедноставен, а убав. Тогаш очекувањата биле помали. Сега, од оваа манифестација која се организира со прекини 54 години, дише во свој ритам, во нешто друго. Во новото време, во 21. век, кога вредностите се менуваат, навиките исто така, но и желбата и перцепцијата за прослава на бербата на гроздите во ново светло, поразлично од поранешните концепции на прослави. Сега се оперира со бројка од околу 50.000 луѓе, што е импозантна бројка, апсолутен рекорд на сите тиквешки гроздобери. И порано имаше музички звезди кои собираа многу народ, и сега. Сега е некако поинаку, има друг феномен. Ние сме чуден народ. Тогаш, кога од нас не се очекува вниманието да го насочиме кон некои музички предизвици, тоа го правиме обратно пропорционално на нашиот избор и желба. И во тоа е разликата и неспоредливоста. Гроздоберот има своја енергија и магија која се случува еднаш годишно и затоа тогаш кога таа трае, не важат вообичаените правила на вредностите. Впрочем, за сите работи и вкусови не треба да се расправа. Сите се различни. Битно е да се погоди времето и просторот каде сакаш тоа да го направиш на едно место. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев тоа го погоди годинава на 7-8, а особено на 9 септември, и затоа беше задоволен што се оствари неговата желба да успее на Тиквешкиот Гроздобер 2018 година во Кавадарци да привлече голем број на луѓе, најмногу досега. По слободна проценка, концертот на Цеца го следеле околу 50.000 луѓе, а на форумот на Светлана Ражњатовиќ Цеца на Facebook објавена цифра од 60.000 посетители, што е рекорд за Кавадарци. Не беше Гроздобер само во неделата навечер. Истиот ден имавме вински карневал со над 750 учесници од Кавадарци и неколку карневалски градови од Словенија, Бугарија, Хрватска, Македонија. Истиот барем за нашиот дел на подготовката е подготвуван 6 месеци со оригинални костими и маски кои оставија впечаток, а се вклучија речиси сите средни и основни училишта. 33 поставки со различна кореографија, со тоа карневалот се враќа во старата форма, што е добра. Кавадарци на последниот ден од Тиквешкиот Гроздобер 2018 година го посетија и председателот на државата Ѓорги Иванов, министерот за надворешни работи Никола Димитров, неколку амбасадори во земјава, представници на дипломатскиот кор, шефот на опозицијата Кристијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, а овие денови престојуваа и бројни делегации на градови со кои Кавадарци има братски, пријателски или економска соработка. Градоначалникот Јанчев и председателот Иванов со откинување на гроздјето го означија символично стартот на гроздоберот во Тиквешијата, а винската кралица и крал наздравија за добро вино, младите пак потоа започнаа да го газат гроздјето за да потече шира, а потоа и вино. Да се подсетиме, на 7-8 септември во рамките на гроздоберот останаа, но и се воведоа нови содржини на оваа манифестација. Подсетуваме дека се одржа кошаркарскиот турнир посветен на сестрите Китови, промоцијата на книгата Буке на Душан Стефанов, трката на келнери на улицата Илинденска, на преворот на вински коктели, промоцијата на книгата Ризница на ликовни дела во музеј галеријата на Весна Георгиева и Трајче Цветков, изложбата на ликовниот уметник Лазар Дојчинов, ревијалниот надпревар на ГРК Тиквеш
и ветераните македонската ракометна репрезентација, ревијата на велосипедисти на тиквишки точакџи, одржувањето на моторелито, цртањето графити и одржувањето на спортски надпревари на стритбол баскет турнирот во Кавадарци. Големо внимание годинава предизвика изложбата на стари возила. Илјадници граѓани го последија овој редок евент, кој годинава се одржува на централното плато на площадот. И таблијадата исто така предизвика виден интерес, годинава се учество на надпреварувачи од други градови. Малото паркче, сега паркот на револуцијата спроти полицијата, беше место каде се пееше, свиреше, пиеше вино, се јадеше скара. Многу граѓани уживаа во грозобетската атмосфера токму овде. Организаторот ја погоди работата околу повторното активирање на оваа локација за опуштено и пријатно доживување на гроздоберот. На бината за време на 3 дена пееја и свиреја на домашни групи и пеачи со македонска староградска песна. На площадот пак ги видовме одличните изведби на фолклорниот ансамбл Тиквеш, потоа на Љубојна, на групата Next Time, на популарните Джамбо Агушеви, на музиката на Слаткаристика и Киско, Happy and Band и младите кои уживаа во музиката на DJ Гоце, Пикиспи, Джордж на градскиот площад и DJ Санди Ривера и DJ Мосел на костурницата во градскиот парк. Спонзори на годинашната манифестација беа винарската визба Тиквеш, Евроникел, винарската визба Гоце Делчев Тиквеш, Кожувчанка, градба Промет, а донатори беа целиот бизнис сектор на општина Кавадарци. Се на се, манифестацијата Тиквешки гроздобер 2018 го врати стариот сјај, во ново светло и со нова димензија, поразлична, а сепак блиска на луѓето кои живеат во Тиквешијата. Кавадарци се гордее што градоначалникот Митко Јанчев и администрацијата со советот на општината успеа да направат 3-дневен хепенинг во кој секој си го најде задоволството за себе и семејството. Беше тоа успешен проект кој треба да се повтори. Се надеваме в година. Ya izle